Се наоѓаме во поликлиниката Ачи Бадем Систина во Битола. Наш денешен гостин во актуелна Тера телевизија е професор доктор Јовица Огриновски. Добро дојдовте на програмата на Тера телевизија. Добро нашол. Најнапред поздрав до гледачите на Тера телевизија. Наша денеска тема на разговор ќе биде тумор на мозокот. Што конкретно представува туморот на мозокот и најчесто кои се причините поради кои што се јавува? Тумор на мозокот представува тумор. Треба да се каже, да се објасни што е тоа. Во медицината секоја неприродна израслина, која што неконтролирано расте, ја нарекуваме тумор. Значи имаме тумор на било кој дел од телото, тумор на кожа, на коски, на мускули, на било кои други органи и во склоп на тоа се јавуваат и туморите на мозокот. Тие неприродни, неконтролибилни израслини. За жал, до денеска медицината нема најден одговор зошто се појавуваат туморите воопшто во човечкото тело, исто така и туморите на мозокот. Се знаат некои фактори кои што ние ги викаме инкриминирани фактори кои што можат да допринесат до појава на тумор. Нели, тука се наследни фактори, фамилна предиспозиција, одредено загадување и така натаму, изложување на радиоактивни зрачења, на хемиски елементи и така, меѓутоа една конкретна причина нема, за жал. Кои се најчестите симптоми? Во однос на ова, ако зборуваме за туморите на мозокот, еден од најчестите симптоми е главоболката. Меѓутоа не е задолжителен, значи може да има да постои тумор на мозокот кој што не иде со главоболка, од една страна. Од друга страна пак да не ги преплашиме гледачите, нели, не секоја главоболка значи тумор на мозокот. Меѓутоа ако ги редиме по редослед, најчест симптом е главоболката, особено главоболка која што е пратена со гадење и повраќање. Понатаму следат различити други симптоми, зависно од тоа од локализацијата на туморот, во кој дел на мозокот е сместен туморот. Ако туморот е сместен во моторната зона на мозокот, ќе се пројават на спротивната страна од телото слабост, моторна слабост, парализа на раката или на ногата, грчеви и така. Све зависи од локализацијата на туморот. Така, кога е алармот за на лекар? Како граѓаните да знаат кога да посетат лекар? Ете при големи главоболки. Па уопште, не само за ова, него за било кој здравствен проблем, чим нешто одудара од нормалното однесување, од нормалната кондиција на пациентот, пожелно е да се направи лекарска консултација. Лекарот понатаму, пратејќи ги симптомите и знаците, одлучува што понатаму да се прави во диагностичка смисла. Дали кога ќе се спомне тумор, веднаш можеме да констатираме дека се работи за канцер или пак не? Не. И туморите на мозокот, како и воопшто туморите во човечкото тело, ги делиме на бенигни и малигни. Она што велите канцер е групата на малигни заболувања. Значи и на мозокот постојат бенигни тумори и малигни, за жал и малигни тумори, и постојат така наречени метастатски тумори, значи тумори кои што не потекнуваат од мозокот, туку дополнително дошле во мозокот. Например, многу често карциномот на градата кај жената знае да направи метастази, да се угнезди во мозокот, или белодробниот карцином знае да направи метастази на мозокот, или карциномот на простатата исто така знае да направи метастази во мозокот. Како се диагностицира тумор на мозокот? Прво и основно е, како што рековме, контрола кај лекар. Лекарот, општиот лекар, матичниот лекар, треба да постави сомнение
врзоснова на потешкотиите и клиничката слика кај пациентот, матичниот лекар треба да постави сомнение дека може би се работи за тумор на мозокот и да го упати кај невролог, кај специјалиста, кој што воколку го потврди ова сомнение, постои алгоритам, постои диагностички редослед на постапките кои што треба да се направат. Тука спаѓа компјутеризираната томографија на мозокот, која што ќе ни даде постои или не постои тумор, каде е лоциран и отприлике каков вид, каков тип на тумор е. Понатаму следи магнетната резонанца, која што ни дава многу подетална слика за природата на туморот, локализацијата, големината, соодносот на туморот со околното здраво мозочно ткиво и другите структури. И воглавном тие две процедури се главните во диагностика. Понатаму може дополнително да се направат и уште некои исследувања. Како и дали се лекува туморот? Да, бенигните тумори на мозокот можам да кажам дека со оперативно лекување резултатите од нивното лекување се 100% излекување. Ретко кога бенигни тумор, може да е туморот бенигни по хистологија, по потекло, меѓутоа заради осетливоста на структурите на мозокот може, ние велиме, да биде на малигна локализација, значи на место кое што е рискантно да се оперира тамо. Меѓутоа постојат и други дополнителни методи, значи не мора туморот да биде целосно изваден, може после тоа да се подвргне на радиотерапија, на така наречен гама најф или гама нож, со кој што се контролира понатамошното растење на туморот. При малигните тумори првичниот пристап е операција. Со операција се отстранува голем дел од масата на туморот или целиот тумор. Имаме хистолошка потврда за кој вид на тумор се работи и понатаму следи онколошки третман кој што е радиотерапија, значи зрачење, цитостатска терапија и следење на еволуцијата на туморот. Резултатите од оперативниот третман на малигните тумори зависат од хистолошкиот тип на туморот. Кој тип на тумор е? Кај која популација најчесто се застапени туморите на мозокот? Па нема правило, има некое правило кое што ние знаеме дека одреден вид на тумори се јавуваат почесто во детската возраст или се јавуваат почесто во повозрастната, во 5-та или 6-та деценија од животот. Иначе некоја предилекција нема. Подеднако се застапени и кај машкиот и кај женскиот род, подеднако се застапени и во градската и во селската, руралната средина, така да нема некое правило. Али знаеме кој тип на тумор во која возраст почесто се јавува. По направената хируршка интервенција отстранете туморот на мозокот, колкави се веројатностите за негово повторно појавување? Воколку се работи за бенигни тумори, воколку е целосно отстранет, шансите за повторно појавување се, да речам, минимални или занемарливи. Многу мала веројатност има да се повтори туморот. Воколку се работи за малигни тумор, за жал и поред изведената радикална, ние велиме радикална операција, целосно отстранување на туморот, шансите за повторно јавување, за јавување на рецидив се присутни. Во кој процент и во кој временски период зависи од типот на туморот, од неговата хистолошка класификација. Дали постои некоја посебна превенција која што може да не заштити граѓаните сите од оваа тешка болест? За жал не. За жал не. Можам да дадам само генерални напатствија, нели?
избегнување на сите фактори кои што се инкриминирани, кои што се посочени дека можат да доведат до појава на тумор на мозокот или воопшто тумор, како што е употреба на конзерванси, на хемиски средства, на зрачење, на загаден воздух и така. То се инкриминирани, али не значи дека секој кој што е изложен на това ќе добие тумор на мозокот или нешто слично. Ако можам да упатам една порака на крајот, да не се свати овој наш разговор како ширење на паника, пошто се повеќе и повеќе има пациенти кои што ми доваѓаат во амбуланта, од вчера го заболела глава и он, читајќи на интернет, видел дека главоболката е знак на симптом на појава на тумор. Главоболка која што се појавила од вчера, а заборавил да каже дека испил пола кило мастика, не е симптом на тумор. Значи да не се паничат, да го регистрираат симптомот и знакот, ал да не го интерпретираат. Интерпретацијата на тој симптом и знак да дадат на стручњак, на докторот. Ви благодарам уште еднаш, поздрав.